Постојат проблеми во државата на кои треба да се изнаоѓаат решение и јас сум секогаш за тоа дека треба да се изнајде идеално решение за одредени проблеми, а не да се трошат народни пари до неограниченост. Блази си ни што имаме толку богата држава, што имаме толку многу финансии на располагање за нетранспарентно и нелогично трошење на финансии. Знаете како? Оваа седница председателот Преге спомна дека била почната на 9 декември 2021 година и денес имаме 7 продолжение. Рокот за доставување на финансискиот план 31.10. во последен ден е испочитуван. Овој финансиски план патува од регулаторна комисија која се наоѓа на многу блиску непосредно до собранието и исто така до владата, повеќе од 3 месеци за ние да ја имаме точката на дневен ред за дискусија на комисиска седница во февруари месец. Кој е крив? Кој закажува седници, прашајте се? Кој го менаџира собранието, работењето на собранието? Опозицијата? Не. Власта предводена од СДСМ-ДОИ. Знаете ли дека во она решение од влада што е стигнато во ноември месец во собранието, потпишан е тогашниот премиер Зоран Заев. Мене ми е прашањето сега. Дали новиот нелегитимен премиер Ковачевски се сложува со овој предлог финансиски план? Бидејќи тој излегува секој ден на телевизија, го гледаме како вели дека треба да се штеди, одржливо да се однесуваме спремам финансиите, а се сложува со ваков финансиски план каде имаме зголемување од 15,6% во споредба со 2021 година. Или, битно е да се поддржуваат бизнисите. Бизнисите на Заеви треба да врват. Знаете како? Започнува од таткото на Зоран Заев, кој има казна зошто краде струја, па синот Зоран Заев изучено тоа ја краде цела Македонија и сега знаете како, генетиката си го прави своето, па на детето му даваат бизнис и продолжуваме во веќе разработен бизнис. Срамота е. Му се купува фирма. Бети, само малку. Бети, му се купува фирма. Ајде да бидеме малку по... А зошто да не спомнувам? Да бидеме малку по-културни кон институцијата. Какви трач рубрики кога постојат докази за тоа? Не се расправете со пратениците. Јас говорам сега. Не се расправете. Имам право како потпредседател на собранието кој што раководи со оваа седница да ви укажам дека не говорите на темата. Темата е извештајот на регулаторната комисија. Сега ќе стигнам до извештајот. Ама не да стигнете него. Не е извештај, финансиски план. Финансискиот план, окей, моја грешка, се извинувам. Без дофрлање од место. Мислам дека се разбравме со колешката Стаменковска. Повелете. Сега знаете како? Мене ме чуди бидејќи зборуваме за финансиски план од регулаторна комисија за енергетика. Она која треба да ја да работи за енергетскиот систем и која дава лиценци и треба да веруваме на овој финансиски план и на кого да веруваме на крајот на денот. Дека се даваат дозволи на синот на Зоран Заев, дека се дава дозвола на синот на Муса Џафери, верувам дека ви е познат. И сега, на крајот, кој е виновен за тоа? На кој финансиски план да веруваме кога гледаме дека тој што го пишувал и предлага финансискиот план има одредени действија незаконски позади. И сега, на 15.10.2021 година ни велите нема причина да се поскапува струјата. Арно, ама на наредниот ден има нешто што се случува, па ќе чекаме законските служби во државата да ни кажат.
Законски сте обврзани да ги почитувате. Најдобрите практики. Тоа ве обврзува член 16 став 2 од Законот за енергетика. Нели? Но дали се прави тоа? Имаме добри практики. Во 2011 година измени на акцизите, со кои видно се имаме големо намалување на цената на горивата. Но таквите пракси не се почитуваат во овие години на голем број на кризи. Но ајде етапно да одиме. Спомнуваме цел ден за одржување. Па, почитувани колеги, дали знаете вие дека покрај овие фамозни 1700 евра што ги спомнуваме цел ден за одржување, исто така тоа е за 5 и 6 спрат од Регулаторна комисија за енергетика. Исто така има Агенција за супервизија на осигурување, која во нејзиниот финансиски план, а таа се наоѓа на 4-тиот кат од истата зграда, бара 1500 евра месечно за одржување. Вкупно за 4-ти, 5-ти и 6-ти спрат на оваа зграда имаме 3200 евра. Страф ми е да одам да прашам приземје 1-и, 2-и и 3-ти спрат што прават. Но на чест нека ви служи. Спомнуваме во финансиите дека 44 вработени, од кои се планираат 5 нови вработувања, на кое почитуваниот председател ми вели 3 пензионирања. Почитување, не се сложувам, бидејќи пензионирање си е пензионирање и е старо финансирање. Но поентата е во тоа што овде, во оваа регулаторна комисија, поентата е во тоа што во овој предлог финансиски план кој го имаме денес пред нас, има многу голем простор за злоупотреба и се прави истото. Зошто? Заради тоа што се вработуваат деца на пратеници од власта. Но тоа е најверојатно некаков компромис, бидејќи членот предлог за фамозната комисија која определува колкава ќе ни биде струјата, бидејќи сите се толку високо квалификувани, беше повлечен, да, кандидатката Мерита Дема, за која вие исте како колеги од власта знаевте дека не исполнува услови, но кренавте рака за да остане точката на дневен ред. Со самото тоа покажавте колку правдата сакате да ја одржувате. Но имало такви голем број на случаи. Сега, кога станува збор за консултантските услуги, јас почитувам ќе ви кажам. Вие цело време овде ни тврдите експерти од електро и од машински факултет. Да, ако ги ангажирате експертите од електро и од машински факултет и ви требаат толку голема сума на консултантски услуги да платите, зошто тогаш ви се толку голем процент на средства потребни за службени патувања? Ако ги ангажирате експертите од дома, а јас сум секогаш за тоа да се практикува, зошто тогаш толкав голем број на службени патувања? И да, ќе ви требаат експерти, заради тоа што членови на регулаторна комисија имате кои 11 години машински факултет не можат да завршат. Едва е факултет завршили и после тоа ќе ве советуваат вас. Тешко вас во таа атмосфера што ја имате работна. Ама најмногу тешко нам сите, бидејќи состојбата е таква каква што е. Финансискиот план е таков неповолен за јавноста, бидејќи пак ќе кажам, поголем во време на кризи во државата, ние имаме финансиски план кој е поголем за разлика од 2021 година. Не се сложувам дека треба да има 6000 евра дневно да се трошат. Не се сложувам дека треба да имате дополнително одвојување на финансии за информатичари кога имате сектор за такво нешто. Не се сложувам со
450.000 денари за изнајмување печатарски услуги и ред други бројки кои сите колеги денес овде ги спомнуваат. Не се сложувам заради тоа што овој буџет треба да биде намален во време кога имаме топлинска, енергетска, економска, здравствена, образовна, идентитетска, на повидок прехранбена криза во државава. Не се сложувам буџетите на институциите да бидат толку многу повисоки. Ви благодарам. Има збор претеникот Златко Пенков, повелете.